И почитувани, добро дојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој. Ова епизода ќе не биде малце поразлична. Ќе посветаме малце повеќе внимание на жената и местото на жената во нашето општество, каде е и зошто е таму, кој е крив, дали самите жени или некој не им го дозволува тоа. На сите овие прашања ќе побараме одговор од нашиот соговорник, Нела Масалковска. Добре дојде во нашиот подкаст. Координатор за еднакви можности на мажи и жени. Така. Мислам дека подобар соговорник не можевме да најдеме на оваа тема. Ти благодарам што се одзва на поканата. Ви благодарам на поканата. Навистина задоволство ми е да споделам дел од моите активности кои што ги реализирам секојдневно во моите работни задачи. Па така ќе се направиме една моја заедно. На колегата не знам колку ќе му прија оваа тема, така еднакво с мажи и жени, па што бараме ние права. Го почна некако овој подкаст, како го кажа, улогата... Каде е местото на жената во нашето општество? Во смисла, каде сме? Дали сме равноправни со мажите и жените? Тоа сакам да се го дискутирам. Јас сум маж од другата страна. Вас да ве прашам. Дали сте обесправени? И ако сте, зошто сте? Па тоа и мене ме мачи сега. Дали се каде вината? Дали не сме доволно охрани? Вас сакам жените да ве слушам, да некои ги кажат, да, обесправеност. Јас сум против насилство врз жени, против, отворен сум за соработка за било што се поживееме во 21 век и така натаму, така натаму. Не знам, некако мене ми е срам да зборувам на таа тема. Извинете. Зашто, колега? Па не знам, некако... Прочитав еден податок, еве, заедно да дискутираме, помали плати имаат жените од мажите. Прочитав еден податок скоро на интернет. Зошто е тоа така? А ти имаш поголема плата од мене. Имаш поголема плата од мене, кај ова сега? Јас не се согласам со платата, извини. Добре, од моја име. Саки си броиме парите? Да. Ако треба. Ако треба. Не, генерално имаше таква вест неодамна дека жените се помалце платени од мажите. Затоа сакам да имаме такви подкасти и да дискутираме. Зошто е тоа така? Дали ние не тебе те прашувам. Шо? Дали сум обесправен? Да. Во некои случаи да, но јас себе се гледам како крива. Обесправена на моменти. Кажи ми па во машкиот свет, во бизнис светот. Димек, ти не можеш да успееш во... Ти си бизнисменка, јас сум обичен новинар. Не слушајте го, и тој е бизнисмен. Ќе дискутираме и на тоа. Какво е твоето мислење? Обесправени сме или не? Ние жените. Јас од една страна ќе се согласам со Ване, нели дека не дека ние жените сме обесправени и дека имаме некоја пречка, дека мажите ни се пречка за да бидеме нели еднакви со мажите, но сепак морам да кажам дека постојат се уште многу родови стереотипи, предрасуди кои што навистина некако жената ја има улогата на домаќинка, на мајка, на грижата за семејството, за децата, за сопругот, за старите лица и некако е многу повеќе затворена во домовите и тоа во руралните средини. Морам да кажам дека многу повеќе... Никој не го бара со сила. Тоа не го бара, но тоа е некое патриархално заостанување кој што останало уште во многу... Да, ама ако вие сте се мажеле во село, така нема да зборувате. Односно немало да биде така. Ке сте се избориле, едноставно ке сте кажале, јас работам, нема да останам да... Но има жени не се доволно едуцирани и не се свесни... Има и мажи неедуцирани. Па тука е проблемот. Кај нив е, да, кај самите мажи. Не им дозволува. Да подпреме никако. Некако не им дозволува да се појава жената во јавност. Многу е важно мажот да ти биде еден вид ветар во грбот. Едноставно да те поддржува, да се има поддршката од мажот, за да биде една жена успешна и силна, нели треба мажот да биде тој што ќе го дозволи тоа, бидејќи и статистички податоци, многу искуства покажуваат дека има многу жени кои што баш поради тие патриархални тука можам да се согласам дека до некаде вината е кај нас, дека ние се уште како петал во семејството, па ќе кукурикаме, а не сме свесни дека
Сепак како беше, главата е мажот, ама жената е врат. Да. И дека работите се менуваат. Значи, времето се менува, работите се менуваат, така да сметам дека времето на нашите баби, дедовци, прабаби, прадедовци било многу различно. Денеска веќе е многу поразлично, се менуват работите и треба и ние да се менуваме. Да. Јас би повеќе критички би на критика би отприл институционално кога жената не е заштитена. Тогаш можам да се согласам со се тоа што го зборувам. Не само во наследство. До пред 2 години ние буквално жените земјоделки на породилно нема никакви бенефиции. Зошто? Зошто, например? Жената земјоделка, ако евентуално не фигурира никаде, тука може да се согласам дека е обесправена, но институционално. Но еве се сменја нешто работите, иако сега не е породилно, ама добиват некаков надомест. Исто така, вана и компаниите, јас сум сведок, не знам уште кога ние формиравме семејство, една моја пријателка имаше ситуација кога сакаше да аплицира за работа. Прво ја праша дали веќе имаш деца, дали имаш оформено семејство и тоа беше причината таа да не ја добие работата. Тоа веќе е дискриминација. Зошто да не се даде можност на жена да работи покрај тоа што нема се уште оформено семејство. Значи тие сакаат да ги избегнат овие породилни отсуства, ова демек жената нема да си ја гледа работата кога ќе има деца. Тоа е таа дискриминација што мене лично ми пречи. И овде сметам овде некако мажите се тие што не дозволуваат. Претпоставам дека таму е бил некој собственик, машко, и така реагира и нема таа емпатија кон се тоа што е жена, домакинка и сите тие обврски кои ги има, но сепак може да биде успешна и таа жена. Да не го запоставуваме тој момент. Согласувам дека товарот во фамилијата сепак е на жената. Посебно кога жената е мајка, кога има зад себе товар, да кажам. Искрено повеќе, кај сите фамилии не е така, но во поголем процент жените се тие кои што повеќе ги теглаат работите, да кажам, во семејството. Но јас сметам дека доколку се има поддршка од мажот, има време за се. Тоа за институционалните работи кои што треба да се менуваат и тоа многу. Еве сега статистички ако се зема можеме да видиме дека на ниво во нашата држава има само 2 градоначалнички. Тука, значи, самото тоа покажува дека веќе немаме еднакви можности со мажите. Ако јас доаѓам од општина Струмица, ако земеме да ги видиме колку се жени, а колку мажи на извршни функции, и тука сметам дека поголем е бројот на мажите, така да јас секогаш тргнувам од тоа дека жените се тие кои што ги извршуваат работите, а мажите се тие кои што ги наредуваат. Така да интересна само. Ако сакате нешто да биде кажано, прашајте маж. Ако сакате нешто да биде направено, побарајте го од жена. Баш така. Баш така. Добро, се согласувам тука дефинитивно. И за тоа многу време, значи многу години наназад некако сакаме, јас како координаторка сум дел од тие еднакви можности. Исто така има и на повисоко ниво координаторки, Министерство за труд и социјал имаат посебен оддел кој што се бави со таа политика, но сепак остануваме на тоа да жените бидеме помалку бројни. Не, овде морам да малку реплицирам и на Нела. Знаете, точно се согласувам дека нема градоначалнички. Па како да ги најдеме? Па и тоа јас сакам да прашам, дали ни фали храброст па на нас жените да се пријавуваме за тие функции или да бидеме поактивни? Може би ги нема во редовите од политичките партии, па нема како да ги најдат. Политичките партии. Значи, ако не бидеш гласен и некој не го слушне, сигурно нема, не знам. Сепак, и недостатъчна храброст. Се борат па жените? Па дали се борат? Се борат жените, но сепак таа одлучувачка позиција некако е свртена се кон машкиот пол. За да бидеш кандидат за градоначалник, не одлучувам јас, Мери или вие, сепак одлучуваат
кадри, нели, Да, политички да, карти, апсолутно. кој ќе биде и како ќе биде. И сега кога се истакнуваат листите, се гледа дека многу поголем е број, самата статистика покажува две жени. Апсолутно, ама во таа партија сигурно има актив женски. Па кај е тогаш нивниот глас? Ама и таму се малце на број. И во сама една политичка партија малце се на број. И јас ќе бидам критична и кон самите, нели, кон себе сами си, себе и жените. Можеби не се пријавуваат доволно жените, немаат храброст да бидат дел од тие политички групи, за да стигнат до моментот да се кандидираат за градоначалник. Мислам дека се уште ни недостасува храброст и ние жените се плашиме да се преземе некој ризик, се плашиме од неуспех. А постојано сите читаме книги, се едуцираме. Не се плашат жените од неуспех, туку едноставно повеќе се плашат. Дај ми пример некоја жена. Маш ми. Од мажот се плаши дека. Па не дека се плашат од маја, ама така му доаѓа, они не се плашат од ризикот, ти мислам дека жените превзимаат ризик за разлика од мажите? Тоа дефинитивно Да, го кажам. жените се и поодговорни. Така. Значи, многу се Но, поодлучни, но, знаат да земат знаеш, поголеми што ќе чекори, каже да. комшијата, па нели другар мон на сопругот што ќе каже. Се уште патиме од она конзервативност и патриархално. Тоа е тоа. Колку и да сме едуцирани, колку и да се едуцираме, тоа како да го искоренеме тоа? Тоа е. Тоа е. Значи, еве како координаторка за еднакви можности, не само јас, туку сите општини, имаме секоја година законска обврска да изготвуваме програма за еднакви можности на мажите и жените, каде што дефинираме заеднички со релевантни институции, со образовниот систем, со невладини организации, со граѓани, граѓанки, да видиме како да стигнеме до овие промени, како да ја подигнеме јавната свест уште од најмала возраст дека нештата треба да се менуваат. Така да со овие програми некако морам да кажам дека општина Струмица се наоѓа на врвот, бидејќи ние навистина работиме кога станува збор за еднаквите можности и имаме многу дела со кои што покажавме дека можеме и сами како општина да ја заштитиме пред се жената, а исто така и да работиме за подигањето на свеста пред се во училиштата, дури и во детските градинки, бидејќи имавме една студиска посета која што беше преку UN Women во Виена и мене ми беше навистина многу интересен впечатокот. Не бевме во посета на една детска градинка, каде што децата беа буквално поделени машки и женски во обратна улога. Значи им беше дадено уште од најмала возраст, нели, да готват момчињата, па нешто да зачистуваат, некои работи кои што треба кај нас, на пример, тоа не е така. Кај нас не ти си машко, нели, не треба да помагаш, не треба да чистиш, не треба, не знам, да готвиш, а за девојчето тоа е нешто што треба да биде нормално. И сите овие можеби се ситници, можеби се некои мали работи, но значат многу во подигањето на свеста. Спомна и кај нас тоа, дали практикувате некои такви програми? Не знам. Почнавме. Морам да кажам, новата детска градинка која што е направена во општина Струмица, навистина еден прекрасен убав објект, каде што имаат баш и таква работилница за да можат, такви едукации да се прават на дечињата, за да нема вакви разделени улоги. И кога тие ќе пораснат, ќе бидат татковци, така и сопрузи, тие нема да ја ограничуваат жената во тоа што сака да го постигне. Може би од таму Да, потекнува. но има уште, например, еден проблем. Кога ќе се зема во предвид колку се негователки и воспитувачки во градинките, а колку се негователи и воспитувачи. Тука кај е рамноправност? Тука немаме рамноправност. Или ова што беше... И тука веќе, повторно имаме поделување на улогите. Значи машки и женски професии. И зошто? Па така е. Тоа е останато некако, баш како што Ване кажа, како ќе бидам неговател. Имаше, се сеќавам пред неколку години, еден воспитувач во градинка
и знам дека родителите беа презадоволни, но многу брзо се смени неговата работна позиција, така да сега нема ниту еден. Да. Нела, така те слушам, сепак сте вие од Комисијата за еднакви можности на мажите и жените и рековте дека некако предничиме. Мора да се согласиме предничите во градот, но не и во руралните средини, односно во населените места. Таму сликата е далеку позагрижувачка и не е толку розова како што објаснувате. Да тргнете вие во Велјуса и понатаму ќе го видите истото. Во Баница, во Просиниково, во градот сликата е не само во Струмица, и во Радовиш, и во Скопје, но тргнувајќи по населените места ќе се види таа разлика меѓу мажот и жената. Дека жената е таа која што треба да го замети дворот, да направи ручек, да го гледа свекорот, свекрвата и така. Останало тоа од традиција. Што правиме и како комисија вие? Работите ли кај руралното, кај населението во руралните средини? Сега и тука има еден проблем. Многу е тешко да се дојде и до руралната жена. Значи, ние се трудиме да го слушнеме гласот. Посебно кога ги правиме програмите, кога го правиме буџетот, кога го носиме, нели, за секоја година. Знаеме, нели, мажите си имаат своји потреби. Или ќе биде патот, или тротоарот, или асфалтот. Потребите на мажите се тие. Но, она што нам ни е потребно, гласот на жената. Преку една невладина организација имаше еден многу убав проект, каде што направија женски окружоци и каде што баш жените си ги кажаа во неколку населени места кои се нивните потреби. И една од потребите беше јавниот превоз, кој што еве сега би требало да стане реалност. Навистина е потреба за жена. За една жена, за да дојде, например, од населено место во градот, па макар и за пазарен ден да биде тоа, потребно е, нели, автомобил или некое превозно средство. Така да сите жени побараат дека тоа е недостаток, дека тоа е потреба. И многу е и не само тоа, побара простории каде би можеле да се среќаваат, да се дружат жените од руралните средини, каде што би можеле да си имаат своји активности, каде што ќе си сменуваат своји искуства. Ќе се подига свеста, каде што едноставно ќе се поддржуваат. Но проблемот е тоа што има и многу жени кои што самите мажи не дозволуваат. Сакате да кажете дека самите жени во населените места ставаат гард да не им се прииде. Така е. Има и такви населени места. И тука јас сметам дека треба пред се да се работи на свеста на мажот прво, потоа на свеста на жената. Добро, ама тоа како би го направиле сега? Па тешко е. Тешко е да се работи. Тешко е, но ако се сака, се може. Јас тоа сум го кажала многу пати, но еве ние како Комисија за еднакви можности, јас сум единствена координаторка, но со мене има 5 советника кои што се од различни политички партии и искрено овој мандат некако посе заинтересирани советниците. Во претходните мандати јас воопшто не гледав заинтересираност од самите советници и баш имав и случај на жена каде што не доаѓаше на такви студиски посети на работилници, бидејќи не беше пуштена од сопругот. И како сега ние ќе учиме, ќе подигаме свест кога ние самите ова го постави бидејќи во градот е едно посебна сликата за разлика од населените места. Таму дефинитивно мажот и понатаму владее во своето би кажал јато, гнездо. Па така е, апсолутно дека е така бидејќи убави примери произлегли од овие состаноци или средби што сте ги направиле женските окрузи. Но убаво го спомна и моментот со мажот. Може би сите ние, еве, и емисии што се прават и што се разговарат, цело време таргетни се жените. Но не треба да ги забораваме и сопругот на таа жена. Дека и тој треба да се едуцира и дека и неговиот мајндсет треба да се менува за и тој да ја дозволи нешто да прави. Така да може би треба малце повеќе да се осврнеме и на машката популација, да се подигне и кај него свеста дека да, сопругата ако работи или ако излегува да се прошета, не знам, ако има социјален живот, не е страшно. Се согласувам и тоа баш беше
коментирано од една организација со која работиме дека нели ние се сконцентрируваме повеќе на жената. И сега, например, одбележуваме женско здравје, нели, борба против И тука тука бевме малку и критикувани дека малку треба да ги свртиме работите. И имавме минатата година имаше баш овде се одржа една многу убава работилница за машкото здравје. Имаше голем број на мажи, што јас искрено бев изненадена и беше многу убава како едукација беше, така да се согласувам дека треба да се свртиме малку и кон мажите. Па добро, апропо ова што го рече и Мери, дека и ти што сте го констатирале дека во руралните населени места можеби треба малку да се поработи со машката популација, за да ги олабави тие стеги кои што патриархално се наседуваат од колено на колено. Знаете, ако гледаш дека татко ти едноставно како функционира, па тоа го гледаш од него и ти го пременуваш во собственото живење. И не е оправдано друг начин на... Да, апропо па што станува земјоделски, што се занимаваат со земјоделие, кои што се поврзани со работа на отворено. Имаме убав пример, на Фејсбук гледав дека еден од тие, мислам дека беше Источен плански регион, имаше споделено 2 добри позитивни примера за жена. Мислам дека едната правеше сирење, едната беше нешто пчеларство. Ама колешке, пред малку реков, ако сакате нешто да биде направено, побарајте го од жена. Што има повеќе? Таа имаше развиено бизнис, сакам да кажам, убав пример, жена од рурална средина, имаше развиено бизнис и многу убаво функционира. Значи има и таму некои, секој е честнати исклучици што знаат да се спротивстават на тие сите стигми таму што ги има во руралната средина. Замисли ти во сред Велюс тогаш и се од тоа подобро кажано нема мислам. Има, јас 2017-2018 бев поканата во Боговиње на руралната денот на руралната жена 15 октомври. Имаше примери баш такви на рурални жени кои што сами изработуваат. Навистина беше еден прекрасен настан, каде што тогашната и министерка беше присутна. Многу имаше представници од европска делегација и беа фасцинирани од сето тоа што се случува. Јас не знаев каде се наоѓа искрено Боговиње. Но самите работи кои што ги видов таму, нели сепак таму е албанско нели население, има жените прекрасни производи кои што сами ги произведуваа. И направија една промоција каде што самите можевме да си ние да си купиме, самите се испромовира, медиумски сето тоа беше промовирано и имавме ние тоа баш го разговаравме со Советот на жени предприемачки кој што минатата година се формира во општина Струмица. Може би е добро да се направи таков еден настан, малку да ги мотивираме жените. На самиот саем на земјоделие што го организира, што го има секоја година, па имаше такви примери како што спомнат и Тинела, има. Која произведува мед, која произведува органски сапун или помади, која произведува овошни сокови, компоти. Иновативни се жените, тоа дефинитивно. Јас марџун, се да не спомнуваме многу работи и буквално стоја жени, не стоја мажи. И вика да, јас го изработувам се до тоа. Кај нас има... Сега, можеби, извини Мери, можеби, пак ќе кажам, се борам за институционална поддршка на жените. Па тоа сакам да кажам, колку жени имаш интервјуирано што имат правено чанти, прават козметички нешто. Не зборам за институционална поддршка, да ги државата да застане зад нив во креирањето на своите бизнеси. Некако и во однос на земјоделието. Да, даваме пари за жени земјоделки, ама истражувањето мое кога го направив, ниту една жена од земјоделски регион нема добиена поддршка. Да, ама има, значи има можности. Еве преку агенција за вработување имаат мерки кои што се за жените мерките стојат на лискартија, но жената со таа стигма, со тие, знаеш, сепак треба некој да и приде да каже несигурноста. Тоа би го кажала. Може би и да, јас ќе отворам, нели ќе почнам бизнес, но како ќе одат работите? Дали финансиски ќе издржам? Дали ќе можам нели да ги задоволам сите тие
критериуми кои што се наведени со самото земање на тие субвенции. Така да можеби таа несигурност кај руралната жена, тоа што им мери пред да почнеме, разговаравме, дали нели потребна е поддршка финансиска и од сопругот. Да, тоа што прашав, дали за една успешна жена... жена... да го завршиме. Тоа ми беше еден слоган, после си го кажеш. Во тоа несигурност. Значи, да, јас ќе ги земам, тие се некои од 5 до 10.000 евра, ќе ги земам, ќе го почнам бизнисот, но што ако не биде? Што ако немам... И тоа ако ги земат... Бидејќи жените многу размислуваат. Да, и тие 5 до 10.000 евра за опочнување на свој бизнис е ако жената покрене иницијатива и таа ако го истршка патот административен, но никако административниот апарат да се симне кај жената која што сака да развива. Ме разбравте во Да, разбрав дека треба самата агенцијата да одат по руралните средини да ги промовираат мерките. Имаме и ние како општина, да, стартап бизниси, но тоа се повеќе за млади. Имавме една година малку пошто сите кои што се пријавија беа машки. И некако видовме дека мерката тера кон машката популација. Не, ние сакавме нели да ги инволвираме и жените. И се консултирав со UN Women, бидејќи тие ни се поддршка. Јас се што научив благодарение на UN Women. Почнавме нели со нив меморандум за соработка и тие ни ги даваа насоките по кои што треба да се движиме. И сега сме пример. Кога треба да имаат некој настан, секојаш или мене ќе ме викнат или некој од комисијата. И баш менторката која што е за општина Струмица ми вика: "Бе, дај стаи повеќе бодови за жени." Нели? Ако е жена која што ќе конкурира, ако треба, например, 10, стаи 15 бодови. И имавме. Од 10, 4 беа жени, 6 беа мажи. И така... колегата одма ќе се побунеше. Как? Не, мора да се најде, тоа е... Джабе го поттикнат дека административниот апарат ќе мора да најде модел да ги поттикне жените. Да се стимне кај жените. Не само во градот, туку и во руралните сад, бидејќи јас нели поттекнувам од село и затоа често пати го спомнувам тоа рурално. Бидејќи таму Така. И јас од друга страна, еве, имаме доста семинари и обуки во рамки на и тој проект што го работиме сега за подигање на свеста за женско претприемаштво. Многу често се спомнуваше дека не е страшно да не успееш. Знаеш, тоа ти дава за право да пробаш и не е страшно ако ти не успееш во проектот. Пострашно е да не пробаш воопшто цел живот, отколку да пробаш и да не успееш еднаш, два пати, па ги согледаш твоите грешки и продолжуваш понатаму. Не, тоа правило може секој и кај маж може тоа. Не е штето да пробаш да видиш да успееш, мислам. Тоа не би гледал така. Јас би сакал да многу голема улога. Да, јас би свртил еден сегмент кој што сметам дека е многу битен овде во Македонија и отворено сакам да зборуваме. Еве, вие сте би сакал вас да ја прашам. Од вашите родители што добивте вие? Чекај се, за бизнес нешто? Не, што добивте од вашите родители? Воспитување пред. Не, како имот. Како имот? Да. Не мора да го кажете. Во Македонија се уште важи ова, имотот ќе се наследи на жена. А имате имот многу. Не, немаме имот, но многу поубава и повредна работа имам добиено од моето семејство, отколку имотот. Да, ама не. Мери, ова Мери, ако евентуално и тебе ко почетен капитал, например се спорам, ако има два стана и се двата стана ако ги даде на брат ти, а ти не добиеш ништо. Ти со тој стан можеш да го заложиш, да добиеш кредит, па да отпочнеш бизнис. Проблемот е тоа што па тоа сакам да прашам. Ако не те бидува, ако не те бива, тој стан ќе... Ама имаме проблем, ние жени кои што сакаат да отпочнат нешто, а немаат ништо на свое име. И тука се веќе уште од старт се чувствува тоа несигурност, па да земам кредит. Не би кажала дека тоа треба да им биде пречка. Еве, јас сум пример дека не треба да биде пречка немањето средства. Идејата е битна. И
многу ми е жал што не успеав и тој како слоган еден да го изречам, дека секогаш во животот има некој кој ќе те мотивира да направиш некоја промена и да го успееш во животот, па биде и ти мотивација за некој друг. Значи не е се во парите. Не ја свати поентата, Мери, не ја свати поентата. Повторно зборуваш за град, но кога ќе одидеш во едно населено место и останеш без ниту ништо, буквално одделен од домот без ништо, ти кај ќе се вратиш? Да направиме една дистинција меѓу руралната жена, Нела знае што зборува. Да, јас го немам осетено. Се согласувам, Ване, тоа што го зборува, да, уште преобладува и се уште преобладува, нели, срамота е да се даде на керката, имотот ќе биде на синот. Иако тоа може би веќе почнува да се менува. Еве, јас, например, сум родител на и мојот сопруг на син и керка, и уште сега, нели, си имам некои видици, не само за машкото, и за женското. Нели? Да не биде. Се уште, да, Ване, јас го разбирам. Во руралните средини е тоа така. Немат на своје име имот. Не можат да земат чекори напред. Бидејќи, да, не можеш без ништо. Како ќе тргнеш? Да, ќе ги земаш тие 5-10 илјади евра. Но што ако не тргне работата? Што ако нема на што да се потпреш? И тука станува проблем. И тука е таа несигурност кај жената. Бидејќи ја нема, да кажеме, и да. Тоа си е плюс. Не, ми беше зборот дека во руралните места вообичаено предност имаат синовите наспроти керките, или ама мојата керка може ќе се мажи таму и таму и таму. Така. Зошто да ја дадам местото? А како? Сепак рамноправно. Јас син таа ти е керка. Да, ако ќе дојде да се гледат родителите, кој ќе гледа керката? Ќе гледа.